По завршувањето на локалните избори на 16 октомври пред 2 години, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев го доби мандатот од граѓаните. Потоа беше ветено дека ќе започне реализацијата на проектите предвидени во предизборната програма. По 2-годишниот период од практикувањето на функцијата прв човек на општината, тој организираше пресконференција на која направи осврт за она што досега е реализирано или е во фаза на реализација. Главно се задржа на инфраструктурните проекти, што според него се од поширок јавен интерес. Се определивме за инвестирање во секој дел како на градот, така и во настанените населени места, се со цел да решиме што е можно поголем број од инфраструктурните проблеми со кои се соочуваат нашите сограѓани, што навистина е недопустиво и навистина е несватливо да во 21 век, како што реков, да ние се уште решаваме канализација или довод на вода, пристапни патишти и се другото. Еве после еден долг период, односно подолг период на административни работи, стигнавме до старт на градење на детската градинка, која очекуваме во следниот период наскоро да отпочне со градба. Во село Тракање отворивме центар за ран детски развој и сите дечиња во таа возраст се веќе згрижени. Вие добро знаете дека Кочани се соочува со еден огромен предизвик, проблемот со диво населените во старата касарна, проблем кој Кочани и кочанчани ги мачи повеќе децении. Значи за 2 години успеавме да најдеме локација, ја донесовме целокупната потребна урбанистичка документација, изработивме изведбен проект и одобрени се средства од страна на владата за почеток на изградба на овие куќички каде што ќе бидат сместени овие лица и ќе допринесеме за згрижување на овие лица од социјален ризик. Осврнувајќи се на проектите од културата, Илиев истакна дека е завршена надвршната реконструкција на Центарот за култура Бели Мугли, а нагласи дека деновиве ќе почне и реконструкцијата на мултикултурниот центар. Во делот на патната инфраструктура подсети на рехабилитацијата на повеќе од половината на регионалниот патен правец кон Пониква, што заедно со проектот за изградба на велосипедски и планински патеки ќе помогне во унапредувањето на туризмот. Сега сме пред ребаланс, со кој ребаланс ние ќе стигнеме до бројката од близу 100 милиона денари инвестиции во капитални инвестиции од сопствениот буџет, што значи зголемување од претходниот период за повеќе од 50%, нешто што не охрабрува да продолжиме по истиот курс по кој што почнавме со транспарентно и отчетно работење, што додатно допринесува проектите кои се предвидени во буџетот за градба за намалување на нивната вредност за изградба за повеќе од 30%, со што овозможуваме со исти парични средства да изградиме 30% повеќе инфраструктурни проекти за нашите граѓани. Ние за 2 години успеавме да ги вратиме сите долгови и да имаме образование со ликвидни сметки, кое што односно директорите во училиштето имат јасни насоки од моја страна понатаму да работат проекти со кои проекти ќе ги подобруваат условите за престој на нашите деца во училиштата. Илиев нагласи дека општинската администрација добива поддршка и од Советот за реализација на планираните проекти. Искрено да упатам благодарност на сите советници за соработката и во најголем дел, во принцип, ги препозна нашите заложби за едно транспарентно и отчетно работење и за градење односно решавање на инфраструктурните проблеми на граѓаните што е можно побрзо и навистина Советот во најголем дел од случаевите имаше слух да ги препознае. Наша цел и задача е да направиме сега проекти и реализации на проекти кои што ќе бидат за пример и кои ќе му бидат основа на следниот градоначалник да не може да побегне, значи да има нешто со што ќе се надпреварува. Значи мора да имате некаков резултат кој ќе се борите да го стигнете. Ние баш тука сме посветени максимално да навистина да донесеме средства со кои ќе реализираме проекти кои ќе бидат предизвик и за следните раководители на локалната самоуправа за оставање на овакви инфраструктурни проекти или објекти во наследство на следните генерации. На крајот од пресконференцијата, градоначалникот Илиев најави дека веќе се подготвуваат и нови проекти за следниот 2-годишен период, меѓу кои, освен пробивањето и изградбата на втора лента на улицата Стево Теодосиевски и нов булеварски влез од кај Клучката кај Градовци,
тој најави и проект за изградба на уште еден мост на Кочанска река.